Драги мои, добродојдовте во уште едно издание на мојот пат до успехот. Ве поздравувам од срцето на Хрватска одовде од Загреб. Невозможно е кога доаѓате и влегувате во Загреб да поминете, а да не ја забележите ова црква Света Злата Мегленска на Македонската православна црква. Токму затоа сме овде, ќе разговараме со парохискиот свештеник отец Кирко Велински. Ова црква од неодамна е осветена и е пуштена во употреба и е еден вид собир на сите православни христијани македонци кои што доаѓаат овде. Отец Кирко Велински е тој кој што на некој начин заедно со европскиот митрополит Пимен ги понесоа на своји плеки тежините, потешкотиите за да се изгради ова црква која што го носи името Света Злата Мегленска. Токму отец Велински ќе ги соопшти сите оние информации и детали како се тоа изгледало и како се градело, а ќе ја слушнете и неговата приказна. Одиме во црквата Света Злата Мегленска. Моje почитување. Секој е добро, добре ми дојдовте. Добри? Добри. Како сте ми вие? Фала му на Бога. Некојаш добри, некојаш одлични. Па, велам отец Кирко Велински заедно со Пимен представува во најавата, меѓутоа не може ако си во Загреб да не поминеш да ја видиш ова здание. Не личи на она црква архитектонски или по архитектура гледано, меѓутоа е здание кое што сакам да го видат нашите гледачи. Прво да одиме во тој, како го велиме ние, административен дел, малку да отвориме приказната и потоа ќе не прочетате. Нам ни е драго што така мислите и верувам дека не изгледа архитектонски, меѓутоа неговото високо преосвештенство вели дека верата нема да ја браниме само со архитектурата, туку со нашите дела. Имаме сега нешто наше овде во Хрватска, така ова е наше на МПЦ. Вие сте овде дојден на мисија од колку? Од 2003 година, доживеавте пред 2 години практично осветување на она кое што можеби сте го замислували и затоа кога говориме овие, Мишко, овие два темели ги гледаш колку се мали, тоа сме јас и Пимен, меѓутоа можеме да издржиме секоја тежина и Света Злата Мегленска е тука да си помогне. Ако секогаш била да не крепи, да не застапува пред Бога и да ги слуша нашите потреби и потребите на верниците. Како еден отец кој што е роден во Беровско, така? Да. Русинова. Преку нечинно учествување ѓапон во Штип, во црквата Свети Никола Богородица, тогаш владика господин Стефан Денес, поглавар на МПЦ Охридска архиепископија, како стигнувате до Загреб, да влеземе и да отвориме вашата приказна. Ќе ми биде драго. Хајде. Отец Кирко Велински, парохијски свештеник на Македонската православна црква Охридска архиепископија овде во Загреб. Сега сме во административниот дел, така? На црквата Света Злата Мегленска. Така, се наоѓаме во административниот дел во канцелариите на Македонската православна црква Света Злата Мегленска во Загреб. Ќе прошетаме малку, ќе не прошетате подоцна. Јас сакам преку вашата приказна практично и да ја направиме приказната за црквата Света Злата Мегленска, која што е официјално отворена не така одамна. Така е, Македонската православна црква на овие простори постои од 1993 година. Со распадот на поранешната држава, македонците се организирале како заедница на македонците, еден културно организирање. Меѓутоа, една мала група на луѓе виделе дека без некакво духовно организирање не може да биде потполно. И стапиле во контакт со Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква и побарале благослов да може да формираат и овде црковна општина. И така во 1993 година со сега покојниот прв претседател Тома Прошев,
koji bил mudar čovjek, ја формирале црковната општина. И од 1993 година до 2003 година, во тие 10 години е за мене едно фасцинантно време, во позитивна смисла. Доаѓал свештеник 2 пати, 3 пати во годината од Македонија. На 2-3 дена ќе дојде ќе ослужат литургија, тоа поготово било за Божи и за Великден, и ќе си се вратат. Меѓутоа, оваа мала група на луѓе кои биле мудри и далековидни, ја одржувале црквата жива, тој пламен, и имале една капела Свети Рок, која им била доделена од католичката црква, и без разлика што немало свештеник, тие секоја недела се собирале на богослужба. Ќе си пуштат на CD литургијата и ќе останат, ќе се помолат без свештеник. Тоа е нека просторија во католичката црква, ако добро сваќам, Така, бидејќи Злата Меглинска не била изградена. Не постои, така е во тоа време. И навистина тие 10 години се едно време кое се видела волјата, желбата и верата на тие луѓе. Дека еден ден сакаат да измолат и тие да имаат редовен свештеник, иако во тоа време тоа било невозможна мисија. Зашто? Од никаков аспект, нити спремни економски, нити финансиски, нити не било, нити сме имале регистрирана според законите на Хрватска, ние не сме били уште регистрирани како рамноправна верска заедница. И во 2003 година се остваруваат тие услови и Македонската православна црква подпишува билатерален договор со владата на Република Хрватска, и од тогаш Македонската православна црква постанува рамноправна верска заедница на овие простори, со сите права и со сите можности, и тогаш еве сум испратен јас како прв редовен свештеник да богослужам во Загреб со останатите црковни општини во Сплит, во Плове, во Риека. Дајте ми малку вашата приказна пред да се навратам на Злата Меглинска. Кога вие доаѓате овде, отец Велински? Значи, во 2003 година сум испратен овде како прв редовен свештеник, како што спомнав, да живеам во Загреб и да ги обслужувам црковните општини во Риека. И кога дојдов, немавме, нити беше на повидок, нити беше изгледно да се има своја црква. Меѓутоа, му благодарам на Бога што имаше добри, една мала група на вредни и верни луѓе, кои се собра, и желбата уште од 2003 почна да градиме паралелно покрај живата црква, да ги собираме верниците еден по еден, да ги наоѓаме, и желбата да си има еден ден и свој кров, свој храм, да направиме место каде што ќе се собираме, место за средби. Ние меѓусебно да се собираме, меѓутоа да се собираме и да се сретнуваме и со Бога. И еве, од 2003 година сум овде во Загреб. А до 2003? Значи, јас после завршувањето на образованието припаѓав во Брегалничката епархија, роден сум во едно прекрасно место, Русиново. Беровско? Беровско. После стапувањето во брак, бев ракоположен за ѓакон во 1995 година и работев во Штип. Кај нас. Да. Јас сум штипјанец, тоа бе. Каде што навистина имам едни прекрасни убави спомени, има многу научено таму. Чекај, тогаш владика, ако не се лажам. Неговото блаженство, архиепископот Стефан. Да, така е. Тој ме ракоположи за ѓакон. И останав до 1998. Од 1998 до 2002 година сум парохиски свештеник во Виница, едно прекрасно градче во Источна Македонија. Од 2003 фактички почетокот, или 2002 до 2003 сум во Скопје, во Драчево, и мислев дека тука цел живот ќе останам и дека ќе бидам во Свети Спас. И така, бев повикан во кабинетот, одлучено да ме испратат во Загреб, каде што ние се ставаме на располагање на црквата. И сметавме дека потребите на Македонската православна црква од мене се овде. Сигурно дека ние прифаќаме со радост. Дојдов овде, евде, фактички од 2003 сум овде. Вие сте практично сега под дедопимен, ако можеме така да кажем, тој е европскиот митрополит наш, така е. Европската епархија
сме благодарни што ни го испратите допимен од 2005 година како надлежен епархиски архиреј и навистина има огромни резултати. Имаме 4 архирејски наместништва. Имаме, јас кога дојдов во 2003 година имавме 3 свештеници во цела Европа. Сега имаме, ми се чини, некаде преку 25 свештеници во Европската епархија. Имаме преку 40 црковни општини, од кои 4 се во Република Хрватска, кои јас ги обслужувам. Интересен е и вашиот пат на црковните лица со тие прекоманди, како да ги наречам. Како прифаќате таа мисија кога тогаш господин Стефан Владика на Брегалничката епархија вели отец Велински заминувате во Загреб или во Хрватска? Да. Значи, прво сигурно дека не е најугодно. Затоа што не сте ни барале, не сте спремни, не сте очекувале и прво во главата што ви доаѓа, одите во место каде што нема ништо. Не знаете кај одите. Загреб, она што сте го учеле од култура во школото и Хрватска. И евентуално од екскурзија. Не сме биле, ние не бевме во тоа време, во таа генерација што не фати. И јас никогаш пред тоа не сум бил она што знаеш дека 98% католичка држава, дека немаш ништо. Нели тоа размислување зошто јас со ништо си имал некои други, дека животот тебе ќе го живееш во Скопје, тука завршува, тука имаш убава работа, колеги, идеи, нели, како ќе го решаваш стамбеното прашање и така натаму, семејството поширокото. И меѓутоа, велам, ако Господ посекал таму да одам, ќе одам. И така беше, со автобус. Дојдов прво јас. Ова која година? Во 2003. 2003. Да, значи 2003. После војната практично. После војната, така. Дојдов овде и додека да ги запознаеш луѓето кои се тие мал број на луѓе, каде се, што се, да се види каде е богослужбениот простор, каде ти се верниците. Сето тоа било така, некоја борба и со себе и во себе. Меѓутоа, по молитвите на Света Злата дава таа и сила, и мудрост, храброст човек да остане и така, ден по ден. Мислев дека сигурно ќе ги, затоа што јас бев испратен прво на 4 години и реков дека јас, ако ми даде Господ снага, ќе се потрудам да ги издржам тие 4 години и да се вратам. Меѓутоа, продолживте. Поминаа 21. После ми продолжи уште на 4, сега сум на неодредено. Неодредено исто е така, кога се ставаме ние, не е тоа за стално. Значи, неговото високо пресвештенство може во секој момент, ако има некаде потреба од нас, да не премести. Така. После 22 години, отец Велински, предпоставам треба да сте задоволни од тоа што се направивте во Хрватска, кога е во прашање Македонската православна црква. Уште повеќе што добивме и православните христијани кои што се овде, добија свој храм во црквата Света Злата Меглинска. Вака знаете да правите рекапитулар некогаш, како видите, кога дојдов, не знаев каде, што, како, и сега седиме во срцето на Загреб, во срцето на Македонската православна црква Света Злата Меглинска. На почетоците, ако некој ме прашал, мислам дека сигурно дека би рекол дека тоа е неможно, не е можно да се случи, знајќи колкави се нашите можности, економската состојба на Хрватска, каква е нашата популација, нашите верници, диаспората, каква е финансиската моќ на црковната општина, и тоа било невозможно. Мислевме дека цел живот ќе останеме, но желбата ни беше да имаме свое. И навистина сега некогаш, кога ќе дојдам од надвор во црквата, се плашиш да не сонуваш. Дека е нестварно тоа, затоа што мислевме и кога сакавме земјиштето да го купиме, рековме ни оваа генерација што се сега,
да го купиме земјиштето, па да им олесниме на едните генерации, тие да не мораат да купуваат, туку тие да почнат да градат темели, па другите прва некоја плоча, па трета и така натаму една генерација некоја која ќе досонува тој сон што сме го почнале. Меѓутоа, еве, тоа е исто, сакам сите да ги охрабрам да сонуваат. Ние сонувавме за ова и сонот стана реалност. Значи, некогаш во животот, ако сакаме нешто да направиме за општо добро и за Божја слава, помага Господ. Ова е доказ. И затоа да не се плашиме да сонуваме. Апелирам до сите, и поединци, и заедници, и групи, па и како држава. Земјиштево е наше сега ова? Мислам на МПЦ или? Значи, ова земјиште е купено платено од сметката на Македонската православна црква на општина Света Злата Мегленска на град Загреб, затоа што ова земјиште беше градско земјиште, меѓутоа градот не може да, законот е таков, не може да поклонува, го дава на јавен конкурс. И го дава го лицитиравме, ние го купивме за 1.446.000 куни, или тоа некаде околу 200 евра, 711 квадрати, тоа си е припадност на Македонската православна црква. Колку евра? 200.000 евра. 200.000. Го купивме земјиштето, 711 квадрати е корисна површина. И ја купивме, сега моравме да се прилагодиме, нели, затоа што е во центарот на Загреб, мораше да се прилагодиме со самата архитектура со градбата. Кога се удираат темелите? Темелите се ставени во 2014 година во октомври. И зашто толку време се чекаше до отварањето? Заради финансии? Па самата градба, тогаш рековме, ние ја купивме земјата и сега апетитите малце порасна. Сега рековме, ајде барем да смогнеме сили уште да ставиме камен темелник и може би имавме една потивка, желба или љубов и волја да направиме барем една плоча и тука под плочата нешто да организираме, па да бидеме пак под свое, пак да бидеме на своји темели. И затоа се чекаше. Мислам, ние сме релативно, како што спомнав, и мала и скромна заедница, али вредна и верна. И немавме финансиски средства. Наистина, ние после темелите 170-200 евра имавме на рачун, а те предстои огромна работа. Што си велите тогаш? Се молите, да стоите, го гледате темелот, желбата е да никне, да се направи тој македонски црковен храм. И сега, претпоставам, вие од друга перспектива го гледате тоа. Еден дел сигурно нема да не разбере. Меѓутоа ви уверувам дека не било лесно да се нема, а да се сака. И се мисли што да правиш, дали да се фрлиш во темелите или други ќе те фрлат. Ќе речат како ова почнато, а нема од кај да се изгради. И поминуваш и велиш Света Злата да си најдеш начин како тоа да се изгради, да помогнеш. И благодарение на слухот на владата на Република Хрватска, на католичката црква, на луѓето кои имаа широко срце, еве почнавме тогаш со темелите и навистина, ако не беше, еве, можеме тоа и сега и од оваа место и секогаш, и тоа вистината да се зборува, владата на Република Хрватска најмногу ни помогна за да можеме да реализираме изградбата на црквата. Финансиски? Финансиски. Добро, нашата држава не се понуди или да помогне нешто? Образложението од нашата држава беше дека сме секуларна држава и дека не сме во можност да помогнеме на верските заедници. Па Хрвативе како помогнале? Тие се исто секуларна држава. Истото уредување, јас би рекол дека имаат ли повеќе однос кон црквата? Не говорам сега католичка, православна, не знам. Така. Генерално.
како држава? Јас би спомнал за нас дека имаат сигурно, јас верувам дека и за католичката црква си помагаат, затоа што знаат дека вложувањето во овие институции е вложување во еднината. Црквата е секогаш била институција која ги чува моралните вредности. Семејството, човекот, поединецот, а ако имаме здраво семејство, имаме и здраво општество и верувам дека имаат повеќе или барем исто толку слух, но јас можам да го потврдам ова за кај нас и тоа во едно исклучително тешко време и тоа не смее да се занемари. Ни помага кога и во време на светската пандемија COVID-19, кога мора да се очувуваат работни места, државата да помага да не останат луѓето. Без да побарате помош сами, така? Не било тоа, секогаш сме барали. Тоа било, да речеме, од 2017 до 2021 во континуитет ни помага. Добро, но кога ќе побарате, никогаш не одбиле. Секогаш излегуваат во престрет. Апсолутно, тоа биле средби, тоа биле разговори, сме се труделе секогаш да одиме со отворено срце, отворени искрени желби и имале слух за нашата љубов, волја и желба да имаме свој објект. Го разбирале, ја гледале таа волја кај нас. И таа љубов и знаеле да ни помогнат. И затоа велам и во овие исклучително тешки времиња, и во ковидот, па и потресот во Загреб и потресот во Петриња. Значи имаш луѓе кои ти се на улица, кои нема кај да спијат во контењери, децата учат во импровизирани простори, а сепак наоѓаат можност кој не можеш да им се налутиш ако речат слушајте, не можеме сега да ви помогнеме, имаме приоритет. Црквата ќе изградиме после 5, после 10 години ќе ви помогнеме во смисла. Но не го направиле тоа. Секако овде е Македонската православна црква, овде е архиепископот Охридски македонски господин Стефан, европскиот митрополит Дедо Наум, Дедо Пимен, пардон. Меѓутоа, вашата скромност, вие не сакате многу да говорите, сепак јас ќе кажам дека впечаток и таа ваша како да кажам, добрина од една страна и од друга страна градење на вашиот углед придонесува за таа комуникација и со хрватската влада и со католичката црква, затоа сте вие овде. Вие не сакате многу, предпоставам, да говорите, меѓутоа за брзо време правите углед на отец Кирко Велински да може да помогне на било кој веќе се најде, како што споменувате. Колку тоа градење на тој углед исто има влијание и во изградбата на црквата и во функционирањето генерално на црквата овде во Хрватска? Па јас верувам дека нашиот и поглавар Богомудар и нашиот духовен татко, неговото високо преосвештенство, надлежниот епархиски архиерей на нашата епархија, исто имаат еден одличен однос со Хрватска и со католичката црква. Знаеме како е односот, имаме и со Ватикан, и со Хрватска како католичка држава. Верувам дека кој год да бил свештеник, може би и подобро ќе направи од мене. Ова е таа скромност за која што говорам јас? Тоа е вистината. Јас верувам дека кој год да бил свештеник, овде сите се мои колеги навистина и вредни и постигнуваат врвни резултати и во Македонија, и во Европа, и во Америка, и во Австралија. Добро, но отец парохискиот свештеник, отец Кирко Велински е постојано отворен и за луѓе кој да дојде македонец, сакате спортист, сакате уметник, постојано нема момент да не ве заобиколат и сите велат обавезно кога ќе одиш во Загреб да отидеш да го видиш и да го запознаеш ако не го знаеш отец Кирко Велински. Па така видовме ние како помогнавте на коментарите, односно бевте со Кирил Лазаров сега кога игравме на светско првенство. Доаѓаат разноразни луѓе, но разноразни луѓе во смисла на етаблирани луѓе кои што имаат почит спрема вас. Го сметаат ова на еден начин како ваша заслуга. Вие сте тие кои што сте овде на истурена фронтална позиција за да имат
македонците овде кои што се, каде да дојдат да се помолат, кога ќе им е тешко или кога ќе е голем празник, Велик ден, Божик, да имат каде да дојдат, да се чувствуваат како дома. Без лажна скромност, човек сам ништо не може да направи. Навистина ние... Но некој треба да повлече. Ако не го имаме молитвеното застапништво на дедо Пимен, неговата доверба, застапништвото на Света Злата, милоста на Бога и навистина управниот одбор на црковната општина, сите од првиот од Тома Прошев. Тома Прошев и денеска е големо име во културата, во Македонија и во Хрватска. И тогаш, меѓутоа, и денешниот, последниот председател, сегашниот, актуелниот Невен Сукаровски, навистина тоа се луѓе кои ги гледаат потребите и иако се волонтери, даваат максимум од себе. Секој во својата сфера. Ово е менаџер, знае да каже некој, ово е правник, ово е економист. Значи, ги собираме луѓето и сите тие луѓе секој го дава максимумот. И кога ќе имате една таква добра екипа, не е тешко да се види свештеник. Тогаш со вашиот речник, споделена радост, поголема радост, споделена тага, помала тага. Лично задоволни сте од она што направивте овие 22 години? Овде сте со сопругата, така се по тие ваши црковни закони. Сопругата исто овде? Па кај нас е така, мислам, ние кога се запознаваме нели на тие години, им објаснуваме што сме и каква е нашата непредвидена иднина. Да си знае, после да не рече не сум знаела. Така да јас сум крајно благодарен на сопругата на Деспина, која кога дедо Стефан мене ми рече дека ќе одиш во Загреб, велија каде е Деспина да ја кажем и не се сега. Ја повика. Да, и вели викни ја нека дојде и он така како е паметен, духовит, вели му се јавува некој на телефон, вели отецот го кантиса, вели уште попадијате да ја кантисам. И така беше дојде Деспина, исто јас сабалет отидов на работа во Драчево без не Загреб, за ништо не сме зборували за некакво одење. И дојде таа и кажа и рече сега одете, пите по едно кафе, прошетете се и пакувајте се. И тоа беше, да, и Деспина. Одма заминавте? За 2-3 дена јас дојдов прв. И меѓутоа Деспина вели така, отец каде ти таму, јас ми знаеше таа каква е мојата работа. И дојдов јас овде во октомври, таа дојде во февруари во 2004 година и од тогаш сме заедно. Таа работи тука, претпоставам, така? Значи, таа е завршен оделенски професор, има педагошки факултет, завршено. И дојдовме овде и сега јас како што работев на градењето на црквата, таа сакаше да помогне нешто во сферата на образованието, како стручна особа. И почнавме да одиме по министерствата да видиме какви се можностите за да се отвори школа за македонски јазик. И така од 2005 година побаравме од Министерството за образование за отварање на школа за изучување на македонски јазик. Како изборен предмет и ни дозволија. Во основно училиште? Во основно. И има интерес од деца? Сега има ова година 50 деца. 50 деца кои го изучуваат македонски јазик. Деца на македонци или хрвати кои што мали хрвати кои што сакаат да учат Значи најголем дел тоа се кои имаат нешто македонско. Баба, дедо, мајка, татко, најретко од чисти родители. И има еден многу мал број кои немаат ништо со Македонија и сакаат да учат македонскиот јазик. Меѓутоа, она што е за нас важно е дека македонскиот јазик се изучува официјално. Таа се вработена во Министерството за образование на Република Хрватска во две основни школи, значи едното е на источниот дел, едното е на западниот дел, а потоа се отворија школи во Сплит и во Пула и во Риека. Средно исто така има, она си учителка во Загреб за
македонците од прво до 8 одделение. И пак ќе кажам, бидејќи сакам малку да прошетам во црквата, ќе ме прошетате да ја видиме. Овде имате, сега како да го кажам тоа, соба Тоше Проески или Тоа е салата ни се вика тоа. Салата ни се вика Тоше Проески, посветена на Тоше Проески, да. Вие ја бевте овде кога се случи тој немил настан. Па еве Тоше Проески велиме дека дојде преку Македонија, замина преку Хрватска. Кон Бога. И има навистина овде оставено доста убави траги. Се сеќаваат хрватите на Тоше. Се познававте со него? Не се познававме, за жал. На последниот негов концерт или промоцијата на Игра без граници, Тоше отишол во амбасадата и рекол, отецот сакам да дојде на концерт. Со сопругата имаш оставено карти. Мене ми се јави од амбасадата да одиме тоа беше во творница, на концертот. Меѓутоа, јас морав на пат за Пула, за служба и не можев да дојдам и сопругата отиде, Деспина беше на концертот и дошол кај неја и рекол, каде е отецот, зашто не дојде? Меѓутоа, во тие моменти човек не можел да знае дека тој последен концерт. Јас мислев дека ќе имаме можности, прилики да се гледаме и да се дружиме. Но без разлика што никогаш не сум го познал, како да сум го познал цел живот од сето она што после тоа луѓето што го познавале, што чувствувале за него или сите наши средби. Беше голем верник. Практичен верник, јас имам луѓе што ми имаат кажувано, мислам тоа се навистина работи кои така ќе останат за мене една трајна позитивна мисла кон таа особа. И таа просторија е Тоше Проески. И затоа ја посветивме на Тоше Проески. Ние секоја година правиме помен, си го спомнуваме и стално, меѓутоа и маратонците кога што трчаат во негова чест, секоја година од тогаш првин ќе дојдат во црква, ќе се помолиме, па после тоа ќе си продолжат да трчаат. Ни велиме дека ако за Тоше што год да правиме, тој беше и хуманист, и спортист, и интерпретатор, неповторлив, може би така, огромен. Меѓутоа, без сегментот вера и молитва, што год да правиме, не би имало смисла за него. А се друго што правиме, можеме да го осмислиме со молитва, затоа што Тоше. И во последното интервју во емисијата Врталешка, пред неколку часа пред да почине, пред да се пресели во Небесната црква, на прашање од Весна Петрушевска, дали мислиш да правиш светска кариера, вели да, ако Господ сака. Таа просторија вие решавате, управниот одбор решавате, се вика Тоше Проески, да, така? Желбата беше таа. Имаме една наша македонка која е така, го почитува фан, често патува за Македонија и за Хрватска, па ја замоливме да стапи во контакт и со родителите, дали тие ќе се согласат. И имаме добиено на лист потврда дека да не го злоупотребуваме, да не испадне дека сакаме нешто да правиме самоволно, и ни беше голема желба, и му благодариме на Бога што таа сала ја носи неговото име. Со ваш речник неговото семејство даде благослов. Така е. Така да се види. Сега, одиме прво во таа просторија Тоше Проески, па потоа да финишираме во црквата Света Злата Мегнеска. Ќе ми биде радост. Кирко Вегнински, ова е дворана Тоше Проески. Така е. И сега ова што е овде, што правите овде? Така. Без Тука се собираат македонците, така можам да кажам. Без овој простор ни црквата не би имала толкава смисла и таква мисија.